Почитувани мои, 30 години ја крстенам Република Македонија. 30 години патувам и ги посетувам заборавените села во Република Македонија. Почитувани мои, помина речиси 7-8 години од кога последен пат бев овде во Маријово, каде што мештаните од Маријово ми раскажаа многу приказни за историското битисување на оваа регија. Почитувани мои, ете како што напомнав, после 10 години повторно дојдов во Маријово за да ве запознаам со моите историографски сознанија, кои што ги имам добиено копајќи низ архивите ширум Македонија во изминативе неколку децении. И тоа посебно со истражување за Маријово. Многу ми навелат, почитувани мои, од каде оттекну кај сте границите на Маријово. Некои велат дека тука веднаш за 10 километри од градот Прилеп. Некои велат дека некаде околу превојот Висока. Некои велат дека тука од филмскиот град во Македонија, тоа е Штабица. Меѓутоа, предлагам да го посетиме првин филмскиот град, селото Штабица. Повелете, заедно со мене, и со продукцијата Маријово филм, и со тимот на Маријово филм. Одиме во Штабица, а потоа одиме и во Прилепскиот дел на Маријово, и во Битолскиот дел на Маријово, а се разбира и во Тиквешкиот дел на Маријово. Одиме, ајде со мене. Кај си бе, Димче, кој ќе остара, пријателе? Што? Така е, здраво живо. Арен зими, да си ми здрави жив. Така е. Кај си со намера, ке черено си? Па вака едно јас наминав до дома до кај тебе. Твојата сопруга ми напомна дека денеска сакаш да одиш према Маријово. Да. Па и јас сум со намера. Ќе одиме? Одлично. Туку вака едно, прво да отидиме тука во првото село Штабица, да го видиме филмскиот град Штабица. Ќе може? Ајде, ти напред, ја по тебе. Така. Кој е убавина, а? Да, Бога. Горе има некој. Така е. Звоци се слуша. Така е. Мојче, значи, по звукот, Така е. Димче, вака едно, значи, патуваме 10 години заедно. Нашиот пријател, тоа е джипот твој, но меѓутоа некаде ќе оставиме да одмори, некаде ќе одиме пешки, така? Иде пешки, човекот ме зет имам јас грк, ЕГС. Така. Иде пешки, вика иде на нозе. На нозе, така си е тоа. На, Димче. Така. Која убајна, бе, Димче? Па може и Бога. да видиш. Така е. Многу видиш сопруга, ја сакам пролета. Почитувани мои, ете, овдека се наоѓаме во филмскиот град, во селото Штабица, каде што овдека Милчо Манчевски го сними првиот негов филм Пред дождот. Од тоа што тој го сними, од тој екстериер, остана една надградба овдека во селото Штабица, тоа е оваа црква, која што оваа црква има направено за потребите на филмот, а исто така тука десно од мене и се наоѓа и куќата каде што беше овој дел од филмот беше тука снимен во селото Штабица. Сега ќе одиме полека да ја видите црквата поодблизу, што се вели. Одиме, Димче? Да, ајде се оќе овде полека. Ето, иди, ајде, да, ајде. Овие се од стожерите за вршење. Коњите и воловите што да.
Мисле 20 да носи. Да, ове орате нева. О, и дрвана се. Охо. Дорчо, познатиот лик од волшебното самарче, ете и овде како најдоне во селото Штавица. Дорчо со дрбарчето Трајче, Огнен, така се викаше партизанот во славна Дебарца, во селото Мацково. Овај конче, да го прашаме колку години има, сигурно има 20 кусур. Така, да си ги завиши. Така. Овде во Филмскиот град ќе го најдете и Джеки Чалтон. Он е познатиот артист кој што со нунчаки, а исто така и еден познат артист од Бен Хур. Овдека во селото Штавица, преку ликовите на коњите, магарината, на кучината, на овците, на овните, на прчовите и на јарците, ќе ги најдете сите артисти овдека во селото Штавица, во Филмскиот град во Штавица. Исто така за потребите на филмот Пред дождот, овдека се користеа и северозападните падини на Селечка планина, а тоа е оваа падина овдека, каде што пред едно десетини години постоеше една јасика и Раде Шербеджија преку Мариовските планини по долги години печелба си дојде во Македонија, си дојде во неговото родно место, си дојде во неговата родна куќа, каде што го чекаше неговата сопруга, која му беше верна и во стари години си го виде своето семејство, меѓутоа неговите деца, кои што веќе беа израстени во бејчари, во моми, а некои беа женети, а и внучината не го препознаваа. Тажна е печалбата наша македонска, но меѓутоа сепак македонскиот дух останува каде да се наоѓаат. Селото Штавица се наоѓа на 10 километри јужно од градот Прилеп. За селото Штавица има многу пишани документи од многу учени луѓе. За селото Штавица има многу устни преданија и легенди. Селото Штавица постои многу векови, од времето на Древна Македонија, за време на владеењето на династијата на Комнените, за времето на владеењето на Византија. Исто така има пишено документи за времето од владеењето на Петруш Саватијев во историографските записи, познат под името Јустинијан Прима. За селото Штавица има многу пишани документи и од времето на средновековната држава, со кое што македонска држава, со кое што владеел царот Душан. За времето за владеењето на властелинот Димитрија Волкашин, неговиот син крали Марко, братот на Димитрија Волкашин, деснот Углеша. Исто така многу пишени документи има и за времето на владеењето на Турската империја, а посебно за времето на владеењето на познатиот отомански владетел Сулеман Великостениот. Исто така многу пишени документи има и од времето на Првата Балканска војна, Втората Балканска војна, Првата светска војна, каде што овде бил фронтот. Исто така има многу пишени документи и за времето на Народно-ослободителната војна, па се до ден денешен за време во наша наследно Република Македонија. Продукцијата Марио Филм еве овдека се наоѓа во селото Штавица. Ајде, така да речем, во поново време попознат по Филмскиот град Штавица. По покана на црковниот одбор од црквата Рожденство на Пресвета Богородица. Меѓутоа едно бе рекол за селото Штавица, за историското битисување. Ја имам еден предлог. Ова репортажа да ја почнеме од црквата, што е оставена тука од Нучовачевски, а се разбира, главна црква ни е тука Богородица. Може ли така? Ајде. Како што напомнет, ти си први, така да речем, младиот овој членови на црковниот одбор овдека на црквата Рожденство на Пресвета Богородица. Меѓутоа едно, за, ајде,
за историското битисување, постоење на Светоштавица, каде тоа се наоѓа. Ќе може ли да ни раскажеш? Јас сум еден по младите, затоа може да раскажа по стариве генерации, што ги се до нас, да кажа по еден збор, па и да слушнам и да сум. Така, ќе вика. Селото Штавица е 12 километри од Прилеп оддалечено. Се наоѓа во југозападниот дел на Република Македонија. Граничи со Бонче, со Марул, со Кокрај, со Кален, со Чумово и со Руфци. Ово да ми кажеш, како се викаат овие викани места овдека во селото Штавица? Имаме појче викани места. Хајде и чуеме. Ова се вика Црвеница. Планина ни се вика Веслец. Ова горе другава планина Букодол. Имаме Рамна леска, Горни врв, Чавето горе, овде, Рамна, Главаница, Мечкоец, други, Зарит, Нерезиње, Гореков, Палатица. А овие Карпиве горе? Тие Вало. Вало, а? Така. Колку мала има село мало е фактички поделено на долно мало, средно мало и горно мало. Овде ние сега моментално се наоѓаме на средно мало. Овдека во средно мало, отприлика колку куќи има? Па сега може да и претерам негде околу 20 на куќи. Така. Во колку куќи да речеме во времето имало село? Негде најпојче куќи било до 75 куќи. Така. И негде до 500 до 600 жители. Имаме еден предлог. Сега да овдека се наоѓаме во горното мало? Сега сме точно на сред село. На сред село. Овде за време на празниците полно било. Се играло за Божик, за водици. Овде корзото беше, тука младите се состанува, стекнува некаква љубов. Имаме еден предлог сега вака. Прво да прошетајме ни село во горното мало, па после во долното мало. Да влеземе во секое сокаче, секое парче Штавицко, да влеземе во секој селски двор, да ја видиме пред се она стара архитектура, чорбаджишка, штавичка, оние куќи кои што биле на времето изградени на два спрата, од кај што долу се наоѓале долниот спрат, амбарите за жито, а горе овој местото за живење, а карактеристично за Штавица е тоа што сите куќи се изградени на ова карпа, на овај камен, на оваа спива, кој што да знае овај камен, да зборува, да ја каже историјата на Штавица, ама пак едно би рекол и да ми раскажете историјата на селото Штавица, што вас би ги раскажувале вашите дедовци и баби, а тоа сето да биде преточено во оваа документарна репортажа, затоа што овдека, во селото Штавица, како дел од парчево земја, кој што со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој што живее овдека во Штавица, македонски, пак ќе напомнам, да не биде покриено од правта на забаво. Ќе бива? Еве сега ќе одиме, се најдеме пред Кујчева, кај што е снимено дел од филмот на потребите на Лјупчо Манчевски и ќе се запознаеме, значи да видиме, да видат гледачите да осета атмосферата од стариот амбиент. Меѓутоа и денеска постои. Денеска постои истиот стил, значи ништо не се менува. Така е, така е. Повелете! Така, доаѓе, добро те најдаме. Добро ми дојде. Зоране, Ајде. Любе, госте чекаш. Повелете! Ајде. Добро те најдовте. Добро ми дојде. Здраво живо, повелете. Здраво Любиша. Повелете. Добро Любиша, добро ги даде. Здраво живот. Дали имаш пијалок? Има. Се има, добро да помогаш. Се Требаше има. за многу години. За многу години. Арни, добро да предуводиме животот. Супер. Ајте, во ова куќе живееш кај што на времето Мичо Мачевски ги снимаше неговите филмови. Твојот име презиме? Мирчевски Љубе. Така, од која фамилија си? Од Мишевци. Од Мишевци?
Така. Ти се горде ли душата што еве твоите соселани денеска се тука во твојот двор, кој што се ете утре ви е и слава на во селово тоа црквата. Мала Богородица. Так. Што години имаш? 2 седумки. 2 седумки, 77. Машала, машала, машала. Така. Како се викаше татко ти? Иван. Мајка ти? Бисара. А како се викаше дедо ти по татко ти? Миеле. Така, баба ти по татко ти? Баба ми се викаше Јован. Домашиката твоја како се викаше? Илинка. Таа од кој ти беше? Од комшија од село. Така, од кој фамилија? Од Шкуровци. Колку Господ челат ви даде? 2. Машки и женски? Машко и женско. Како се викаат? Горан и Светлана. Колку мучина имаш? 2. Како се викаат? Стефани и Марија. Тебе кој ти е куќна слава? Исто, Свети Ѓорџија. Свети Ѓорџија. Тројца. Ти си имала и свекаро и свекор, што се вика. Се. Кога имаше повеќе почит кон постарите во твое време или денеска? Тогај. Тога, а? Нема свекрвата че смеди, ја ќе го носам џубрето. Че рече оди на вода, ја се оди на вода. Али денеска времето Не, сменето. се не слага. Нека се здрави и живи сите. Така. 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 Сега ќе одиме, што се вика тука дома горно мало, ќе ни кажеш ти како помлад за оварчиго, за семејствата, за куќите кои што живеат, како се вика, што се вика, ќе може? Ајде, ти напред, ајде, поле. Киро, како прв меѓу еднаквите, сега овдека се наоѓаме во горното мало. Овдека, во ова горно мало, може да ни наброиш кои фамилии се овдека, кои живееле порано и кои живеат денеска? Порано овде Мишевци, овде Мицовци, еве Чкуровци, после натаму се Кукевци и нагоре Дамевци. Тие се фактички Јолевци, Толевци. Така. А во долното мало кој се оврчиго фамилии? Долно мало се има дел од Мицовци, ние Бутевци, Чурлиновци, Тошевци. Па ние сме Бутевци. Така. Што овдека ова поле раѓаше на времето? Во времето раѓаше се работеше сето. Се раѓаше пченица, царевка, се раѓаше се, ние садеме. Ништо не се купуваше, на сол и шекер. Сето се производуваше. Како што гледате сега, не е тоа време. Сега се ова село, како да ви речам, ова слика жалостна што ја гледаме сега. Оти ова куќа, ова село броеше 80 куќи. 62 година, јас сум жив сведок се уште, броеше 200 души гласачи. Так. И сите си живеемне заедничко, убав живот имаше. Колку секоја куќе чуваш овци на времето? А во времето немаше многу овци, да речем, неколку десетина кујчи држаја до кај 7-80. Така, така. А другите помалци. Така. И така беше. Кај ода штавичари на времето на пазар? До Прилеп, што ода е? Прилеп со магарина, пешки со магарина. После по време да стаса точаците, се кружа луѓето помладе што одеа и дури на работа со точаци одавде. И така со добици одеа, со којни со магарина, се што има тоа употребува. И пешки. 2 сати одеа пешки. Што се купува? Што им требаше таму да речем? Најпојче потребата му беше, знаеш, во тоа време. Ова немаше струја, газија му беше, шеќеро, солта,
И маслото за јадење. И маслото и Турци производува масло, ме разбираш? Имаше сончоклет, се садеше, на тој сончоклето му се дава масла, ме разбираш, во замена, во компензација. Ајде сега одега на целото. Може ли да се сетите речи како се вика за ти си исто така релативно млад човек. Кој беше млад човек овде на целото? Ред моми, ред невести. Како беше за Велиден, за Божник, за Довден, за Богородица? Ако овде имаше многу народ, кога се збијаше. Овде беше селото, беше тука се селото, се збија многу луѓе. Ние млади како млади, имаше корзо. Сетаме на корзо, сите. Само таа вечер беше корзото, а? Не да беше петезно. А не да? Не да беше петезно. Така, од прилика, од кај почнуваше, кај завршуваше? Од црквата беше, така до горе, до таму имаше таму и куќи, треба до реката, треба таму има. Кукерци кажи таму. Кукерци, помале беше до Илевци. Така. Илевци горе. Среде село. Среде село, да. Чичко Дило, Сако, не, има чичка со свидеш со гајдата, седеше чичка ми покојни сега. Седеше со гајдата. Така. Имавте ли школија во село? Имаме. Така, како се викаше даскал, како се викаше школијата? Школијата, не знам како се вика. Нилиќо, Димче Анđелески право се викаше. Така се вика? Право, се после Школијата се вика Димче Анđелески. Не бе. Така, јас се учу така беше. После смена. Подрасно училиште остана Крсте Петко Мициков од Старолаго. Така ја знам. Така. Последно. Кучи, јас така беше. Како ти се викаше даскал, што те научи да читаш, да пишуваш математика, таблица, множење, делење, собирање? Првата учителка ми беше, се викаше Вера. Така? Јас основно училиште тука живеам, близко. И се викаше Вера. Строга беше? Ако беше строга, јас ќе избегав, ако не тепаше, избегав дома. Што ти одеше појче математика, македонски, ликовно, физичко? Математика и физичко. Најмногу, а? Најмногу. Колку бевте ученици во одделението? Моето одделение ко учевне 64 деца беме. Овде учевте од прво до четврто? Прво до четврто. А од четврто до осмо? До Старолаго. Пешки? Пешки. Со снег? Со снег до колена. Бајна више, а? Сава кено. Ова куќе чие е овде? Ова куќе од Мицевци, пајчес, Мицевци. Од фамилија него. Во фамилија наш деленица наша. Па и тогаш додиме кај твоја куќе, ќе може? Ќе да моја одик погон. Ќе отидеме кај твојата. Ајде полек. Ајде. Ајде си го. Ајде. Ајде, полека. Живе. Димче, полека. Полека, Димче. Авица си, не си го. Ајде. Оди. Чија ова куќа овде? Таа куќата од дедо ми беше тој, дедо ми брат. Така. Мицевци. Така. А твојата куќа кај се наоѓа? Ова куќата младите. Ова овде? Тука сме роден. Тука? Тука имам живеа на родителиште. Тука беше дедо ми живееше, баба ми, татко, мајка ми, бајче ми, тишковци ми, сите живееме. Навистина биле мајстори, стварно биле мајстори. Да го изидаат ова, без лаптоп, без арматура, без бетон, камен на камен со кал, и да трае 100 и кусур години, човекот што го изградил, само човекот може да го турни, што вика старите. Овде кај ти е родното место, така? Да. Така. Тука во таа куќа. Овде си роден во таа куќа? Да. Ќе може да ја видиме? Како не, само ќе се вратиме од таде пак назад. Така, ајде. Ќе немаме Ајде. возможност. Овде ти беше легалното твое, а? Овде ние бевне 5 мина брајча. Така? Сите венорало гајча. Којче се оженеше од оваа куќа, него му беше тоа доделено. Ама кој се оженеше, сташуваше другиот брат.
Тој веќе се оженуваше тука, по некое време мораше да се крени од тука, Така. да направи место за други овде. Така е. И така сите се преселиме еден по еден во Прилеп, ме разбираш? Така. И на тој начин така. А оваа куќа сега како што е, не се води на мене, туку се водеше на една сестра и ја дадоме. Така. Цел имот што ги имаме ние овде во Штавица, на сестра ми го препишаме, наразиш? Така. Значи сега јас не држам ништо од ова. Само можам да кажам тука сум роден. Ама овде корено е. Тука е Така корено. е, Тука така. сум роден, тука живеено, да разбереш, ете во таа куќа. Пошто за Штавица, низ историографските документи, некаде запишена како Маријовско село, некаде како Прилепско село. Јас би рекол повеќе према Прилепско, меѓутоа иако давањето, земањето, мажењето е преку тука во Маријово, многу ми наведла дека за селото Штавица и за другите села соседни, старите викале секое дете кое ќе се родело, му засадувале круша од скоруша. И кога ќе камереле крушата од скоруша, колку круши ќе роди, калемени круши, крушата од скоруша, толку деца ќе се роделе по милијата. Овде кога среди тебе, чија е ова куќа овде? Ова куќа е Толевци, од Милан Толевски. Сега Цане Толевски е. Сега расте со неговиот син. Сино. Така. Кога гледаш како е направена, еве тука црницата, еве ги ева тука крушата, ама еве и маслинката, која што асоцира кога Господ Исус Христос кога одел на Голготата со маслинови гамчина го. Не е туку така насадено. Така. Ќе може ли да ја посетиме таа куќа? И да не можеме. И можеме. Зашто? Полека. Ајде, Димче! Ајде, Диме! Вика нозеве. Ајде! Ова куќа е од Милана Толевски. Тој фактички мене ми е тетин. Сега искористувам приликата да поздравам мојата братучета која се наоѓа во Австралија со незината фамилија. Името на зино? Слободанка. Колку години е во Австралија таа? Колку години сигурно има преку 50 години. Не е дојдена воопшто. Дојде на некој пат, ама Така. Овдека, кога ја гледам оваа куќа, кога ја гледам оваа црница, овдека на два спрата е, стварно биле мајстори. Долниот спрат, каде што ги чувале амбарите за жито, а горниот за живење со задолжителен чардак. Ама тука има една велка. Ќе може да ја видиме? може како не. Оди, долу пати си. Ајде, се зниеше со срепој. Се возува до појте со јажичка и после се носа за коли, записни коли се волови се носа и тука се имаше снежен, се снопите се реда и се беше за којни. Да. Така. Сламото се вадеше после сето за тоа ред и после жито се збиеше на куп и се вееше, прво немаше вакви машини, се вееше рачно со лопата. Така беше, немаше време да маше, после сега машините, вејалките и после за вејалките беше чисто за се. Овде сте преблизо на селските гробишта во село Штавица, кај нашите предци и дедовци. И за секој празник идеме ги посетуваме, палиме свеќи за душата им се најди да му се најди и да се присетите на очите дедовци и баби. и да не ги оставаме непосетени. Се најдуваме овде во гробиштата. Овие се масата што некогаш тука се ручало на погребите, а сега не е така. Сега се оди долу кај црквата,
и ова ви го гледате како напуштено. Меѓутоа, останува таа стара традиција. Ова Така. секогаш. Дури овдека и за Довден, кога доаѓале, се ручало нова трпеза. Ги заградиме гробиштава, Така. не се препакост, има споменици од луѓето. Така е. Ова Така е е. таја. Оти што вика старите сите се раѓаме и заминуваме. Сите га, секој раѓа. Нема ништо вечно. Никој нас на вечно. Точно е тоа. Овде во ова место живееле фамилија Далиповци. Од таа фамилија потекнува и потеклото на градоначалникот што беше понајаше Маријан Ричевски. Предадо му е овде, ојден во Прилеп, се дали ранените или као домацот, главно од таа фамилија. Значи, од овде му се корените. Корените на Маријан Ричевски. Сега овдека, моја страна лева, чија е ова куќа овде? Ова прејанава што беше, таа дали ја снимаме. Ако не, да повторим уште еднаш. Таа куќа е од Милана Толески. Така. Таму, оќе го подолу, под... Она викендичено? Да. Пашата. Тоа е од Валентин Пашата. Така, позади не се? Таа е позади Кооперацијата што беше. беше кооперацијата. кооперација, се А во собственост времето во колективот беше на у Прилеп живеа од Србо. Така. Одма Петре Србо. Одма донесе таа? Подолу е таа од Мијалјета Кукески. Така. Тие таму, тие куќурите, овој што се паднати, тие чисе. Таа е од Никола Кукески. Така. Онаму во подборовите, кои фамилии живеа таму? Она под Боровите прва куќа од таде е Валентин Дерловски. Така. Поднесе? После тука живееше Банчо Дамески, Така. а сега во собственик на Раде Мицевски. Така. Под неас дола беше куќата на Илија Джаковски. Така. Овдека овие, таа куќата што е до овие што се сушлиците за тутун. Чи се тие? Тука живееше Методија Джаковски. Така. Значи овде рековте дека овој ќе ви беше кооперацијата, а кај беше школијата? Школијата е се таму го. Тако лево, да. Не се гледа од кај, се не, се гледа во дрвата. Така. Овие куќи овдека десно овде не чи се тие, од кои фамилии? Овие куќи десно беа од Далиповци. Се има исто ова од Далиповци помладо си направи ова викендицава, Така. а ова куќа беше од Ладета Јолески, Така. а сега е купе, тој живее и Прилеп, Игор се вика, и тој е сега собственик на ова. Така. А позадината му Позади таа е од Иловци. Од Малинковци. Не, таа беше од Малинковци, ама после Абе, чија беше први? овај чекај, Стеван се викаше во Австралија ше? Стеван. Ој од собствен Благоја Иловски, што се наоѓа во Австралија. Така. Сега под овие карпиве тука под магистралниот пат, овие куќи чи се? Таа она првата куќа е од Бонета Јолески. Така, таа здола? Ова беше порано овие како зика Блажи, Ѓорговци, Блажи и Трајар. Купена му е на Димче Стевоски. Така. Што е најбитно, куќите стојат, што се вика, и селото полека живе. Ќе одиме полека да ги видиме? Ајде полека. Бе, газда Васко, бе. Кај си, бе? Примаш гости или не примаш? Иначе? Арни? Така де. Браво, живо. Праше го што поработуваш. Здраво, Васко. Праше го што поработува. Што работите, Васко? Тут работите, да. Како е ова година тутунот? Како тут ќе води оба, се тоа е. Кај се жути? Овде село. Колку имаш насадено ова година? 10 декари? Како помина сушата беше голем, ама? Сволајмо. Тоа што е господово, тоа ше така е. Колку мина сте дома, така речено? 20, а? Така е. Од Штавица си довде, од ки фамилија си? Твојот име беше? Така.
бака се да ми кажеш, ова куќа овдека од која фамилија беше? Мојата лева страна. Илоска, кажа. Таа куќа се наоѓа од Илоска, така мислам јас. Илоска. Илоска куќа е, Така? се вика Благоја, Австралија е одамна појде. Така. И е Додека сега вака едно. Додека оваа куќа што е од твојата лева страна. Чијата е ова куќа? Од која фамилија е? Таа куќа е сега моментално од Джелиновци. Така, Ја држи Драге. така. А таа, Милан. така, а таа по ојќу подолу? Исто нивно. Исто, а? Да. Ова куќа овдека што е само што се останати камењата, прозорците, та чие? Таа е од Ѓаковци, од моја фамилија. Така, Татко ми тука е роден, Така. така од Вова, така, Малово. А тука има Здола и Пашовско. така, А ова другото не го знам. така. А ти кај живе се од твојата куќа се наоѓа? Јас се наоѓам кај школата. Ај, ќе појдеме, така? Ќе појдеме. Ќе може? Ќе може. Ајде, оди ти напред и твоите се одни после. Ајде. Ајде, појдем. Ајде сега малци да ми раскажеш за ова мало, за ова куќа овдека, за историјатот. Ова е средно мало. Така? Ова куќа што ја гледате овдека, таа беше турска кула, јас се знам. И имаше телефони, е купија Дамевци. Така? Купија Дамевци, сега да не бидат тука брајчата двајца во една куќа, е турна таа кулата, еве како што ја гледате сега на едно спратче, другиот едниот брат остана тука, Лазор Даменски, а Ванчо е преселен кај училиштето преку река. Така. Напомнам дека овдека имало телефон на времето, така? Телефон во ова беше голема кула, турска кула. Така, така. Јас, како Ерген, кога беме помлади, овдека првата телевизија ја гледавме. Во оваа куќа, Благоја Крстевски. Значи овде беше телевизорот, а? Да, фудбали, сите церемонии туа, филмови, тука ги гледаме на таа телевизија. И кој ќе му седнете на креветот? Кој ќе седнеме, бегаме од нива, да си дојдеме да гледаме фудбал. Ама убав беше животот. Петка, Така. тогашно време не може да се врати. За кого навиваше? За Звезда, Партизан, Вардар? За Вардар се знае Македонија, се Македонија. така е, така е. Добар ден, бе, премнуче. Добар ден. Како сте довели? Добар сум. Добри сте? Добри сте, шо правиш ти? Супер, еве, Кај се дојди? работи. Работиме полека. Нека ми се среќа. Амин, Убаво. фала. Ова ме радува кога ќе видам дека ете од мојата фамилија тргнало нешто напред. Така, така. Убаво. Како ти е името? Јас сум Дарко Недановски, Од фамилија? од фамилија Деловци. Така. Од А, Ставица. Така, ај се малку биографијата твоја, дедот ти по татко ти како се вика? Така, дедо ми по татко ми се вика Павле. Така, Ме починат по добро. така, баба ти по татко ти? Алтана. А дорека дедот ти по мајка ти? Дедо ми по мајка ми Петар се вика. Тој од каде е? Тој е од Плетвар по потекло. Така, а баба ти? А По баба мајка ми ти? од Селце.
Од селце Крушевско, Да. Не, Прилепско. А, Прилепско. Така. Мајка ти како се вика? Мајка ми Софија се вика. Таа од каде е? Таа е тука в град родена. Кој беше поривот? Ете, да. Па најмногу, како што вика старите каменотежи, кеше му е местото. И така јас како активист во планина, истражувач по карпи, по пештери, ми е доста живописно овој дел и секако ме привлекува и започнав да ја обновиме оваа стара наша куќа со цел да ја продолжиме и да има луѓе тука. Отприлика старата куќа од колку беше стара? Имаше 100 години? Дедо Еле за тоа поиќе ќе кажи. Овде беа куќите сите од старите, овде во овој простор. Так. Старите куќи беа. Так. Ова во колективизацијата се правеше ова куќа. Аха, так. Ој, колебе! Кај си бе, колебе? Ајде, тука сме. Абе, тука убил да него, бе. Шо преш, бе, колебе? Здраво живо, бе. Добар ли си? Добро е, добро. Чекаш гости, бе, коле? Чекаме Така е. И што ги старите, куќите се радува со гости, што се вика. Добар ден. Наполошен се шуден. Години да е. Добре те најдоме домајчине. Добре дојдовте. Ајде, каде Само години чекаме како не. Добре. Полна ми е душава, кога ќе дојдам одека во селото Штавица и кога нагости ќе му дојде на домајчинот, пред се, роднините, пријателите, ама и другарите. Твоето име? Коле, Презиме? Мицевски, Од која фамилија си? од Мицовци. Што има ново денеска во Штавица? Денеска пред Богоројца. Се спремате? Се спремаме. Така. Што поработуваш овој кој се вика сега во Штавица? Сега моментално при крај со тутуносна се оберба. Се занимавам со производство. Колку имаше насадено? Колку декари отприлика? Не, може има в 15. Како помине со сушава? Сега е добро, од забрана има нешто набери, пред тоа беше малце, ама Што вика старите, она што е господово, она што е наше? да. Колку члена брои твојата фамилија? Моментално тројца. Кои сте? Јас, супругата и синот. Така. Цело време живееш тука во селово? Па речи си преку летото претежно тука. Продукцијата Мариофилм ББ денеска се наоѓа во селото Штавица. Некој вика дека е Прилепско село, некој вика дека е Мариовско. Тука била врволицата на патот на Мариовци кои што доаѓале во Прилеп. Тука останувале наконак. И тука оврчего се случувале пријателствата, тука се запознавале бејќарите, тука се армасувале оврчего момите и се праеле свадбите, венчаките во црквата, тука рожденство на Пресвета Богородица, како што и твоите предци, твојот прадедо, прабаба, твојот дедо, твојата баба, па твојот татко и твојата мајка, се овде оврчи го венчавани тука, овој се крштевани, каде што тука за славите било за Велиден, за Божик, за Мала Богородица, Голема Богородица, тука нешто целото се празнувале овие слави, тука се виело орото, ред моми, ред невесте, ред бејчари. Традицијата и адетот се негува од генерација на генерација. Ти си млад човек, ти си првиот, ајде да речам, меѓу еднаквите во црковниот одбор, твојата генерација, млади од селото Штавица, да ја продолжат таа традиција овдека во црквата Свети рожденство на Пресвета Богородица, она што се правило да остане од народ за народ. Јас сум Југослав Мицевски, од фамилија Мицевци. Преди се би кажувам, прво сум тука крстен во црквата. Би рекол дека е ова ни Мариовско, ни мое село, наше село, модерно да речеме. Значи јас пријавив со огромно чест и задоволство да извршувам задачи во црквата, фактички да слугувам за црквата и да ги поттикнам младите за шо помасовно и фактички село да го модернизираме, да еден модерен патриотизам да створиме во село и во државата. Да кажеме дека не е само градот Скопје или странството, дека и ова мало село може убави работи да се случува. Пошто
преди се и ова село е фактички познато филмско село, значи дојде големи актери. Не се за подценување, Раде Шербеджија, ред други, Милчо Манчевски. Па не само тие, имаме други филмови, до Балчак, приказки народни и ред. Дори едно би рекол, ова селото Штавица, според оние пишани историски документи, ова село има своји историско битисување уште од древна Македонија. Овде некаде се наоѓа 20... Латински гробишта, нешто се спомнува дека има, значи има гробишта што фактички ние не ги знаеме, значи не знаеме од кој период се спомнува дека се христијански. Значи се христијански, значи од подамна на... Што е тоа мотивацијата? Ти рече дека си овде крстен. Што е тоа мотивацијата овдека на старите темели, на таа стара куќа, кај што се родени твоите, ово убаво катче овде во Штавица да имаш направено? Преди се да кажам дека, ако кажам дека сум германец или американец, ќе се лажам. Може да се облекувам модерно, може да изгледам така, ама не е тоа. За мене, сакам да знам од кај потекнувам, кај ми се корените, нема врска кај ќе живееме, ама битно од кај знам од кај сум и шо сум. И местото на раѓање, татковството, сакам да си го продолжам. Може ли да се сетиш на твоето детство, на твојата младост овдека пред едно, ајде 30-тина, ти си млад човек, пред 30-тина година? Па имам некои спомени. Преди се имаше, се подигруваше некој фудбал, ќе да речем фудбал. Со дедо ми сњаделе по дрва. Со воловска кола се носеле слама, сено и ред други работи. Тутун се носеше во кошеви. Вода се носеше во ни метални бурина. Вамо кој ќе подиш во Прилеп, кога ќе седниш со твоите врсници, не само од селото Штавица, со твоите врсници од прилепчаните, дали некогаш овој се обидел да им ја раскажеш твојата детство, твојата младост? Да, сакако и јас имам доста пријатели што веќе сака да си поседиме, дали во црквата, дали овде во место катче. Веќе е препознатливо Штавица. И веќе, знаеш како, ние сите на некој начин, не само јас, и сите дел од црковниот одбор, и сите луѓе што се малце го промовираме. Сега, утре едеш ти од настан. Веќе буди голем интерес, некои прилепчани и по широката околија, да речем. Битола, Ресе, Помалевичи. Има голем интерес за утрешниот настан. Мене ми е полна душа што денеска, освен она стара селска, чорбажиска архитектура во селото Штавица, и ги имаме, иако старата чорбажиска селска архитектура се уште не се предава, затоа што новото веќе надоаѓа, затоа што овдека во селото Штавица има, се горден што има некаде околу 10 нови куќи изградени. 15, може и 20 максимум, и има и уште голем интерес. Не зборувам за Штавичани, зборувам за Прилепчани или од други села или градови што сака едно парче земја за една соба, две. Плюс тоа, близко е градот Прилеп, комуникацијата, значи, тука... близко е 10 до 12 км град. Имаш плюс регионален пат Прилеп, Витолиште. Патот ни е врзан скоро до црква, ни е асфалтиран. Плюс тоа, магистралата за Битола, автопатот за Битола. Врзани сме со свето веќе, не сме одделени никако да кажам, значи си функционираме нормално. И плюс тоа овде сега се меша веќе старата архитектура со новата. Тоа е веќе процес, не можеме тоа да го соприме, значи. Ама убаво е тоа. Значи, така е. Како окрит има стар дел, нов дел, значи. Така е. Некои стилови се меша. Така е. Мислам дека е позитивно, не знам. Така е. Ајде се вака едно би рекол, една порака до сите наши македонци. Било тие кај да се наоѓаат. Дали во Република Македонија, дали во Егејскиот, Пиринскиот дел на Македонија, дали во Америка, Австралија, Канада, дали во Европа, барем еднаш каде си дојдат, да ги отворат оние зараѓени катанци, овде во селото Штавица, затоа што пубаво место, од родното, од селото Штавица и од Македонија нема никаде пубаво. Јас еден апел до нашиве соселани, со граѓани да речам, кои се недуваат Европа, Канада, Австралија. Повелете макар на еден ден, поготово кој че ни се селски слави, било Водица, било Мала Богородица, било и било кој друг ден. Велик ден, духов ден, значи сите наши убави празници. Барем еден ден. Повелете, дојдете, почиствајте го ова природа, ова убавина. Значи пари на сите може ни треба
пари се печела, а ова убавина мислам дека никаде нема да се спечели. Апел, повелете, дојдете и уверете се. Јас едно би додал тука некаде да го привршиме разговорот, затоа што веќе еве денеска изутрината камбаната бие рожденство на Пресвета Богородица, парохискиот свештеник од Пилевското црковно наместништво биќе полека доаѓа. Ти како првиот меѓу еднаквите во црковниот одбор ќе го пречекаш парохискиот свештеник и таа литургија ќе биде тука во соборниот храм заедно со гостите, а продуцијата е Марио Филм, а ќе го сето тоа ќе го преточи во документарниот. Да. Годинава за прв пат ова литургија ќе биде озвучена, значи не само во просторот во црквата, значи да слушаат 20-30 души. Сега годинава може да слуша илјадници души, значи и во дворот што ќе бидат сите присутни, пошто храмот е мал, не може да собери сите. Ќе биде озвучена и да сите може слободно се слуша литургија. Се разбира. Што е за поздравување. Така е. Но исто така продолжува и она стара традиција од која ќе заврши богослужбата, од која ќе се даде благословениот ручек, како од стари времена народот ќе се пати наоре и ќе запее. Годинава можеме слободно се пофалиме, значи покрај сите овие литургии и сето ова ручек свечен, да речам. Нека едно за многогодини. За многогодини живи и здрави поздрав на сите наши сограѓани и во државата и надвор државата. Почитувани мои, тука сум во Штавица, тука сум во Пилскиот град, одека сум дојден по покана на членовите на црковниот одбор на црквата рожденство Пресвета Богородица. Тука сум дојден исто така по покана на членовите на месната заедница од ова село и пред се од мештаните од ова село. Одека сум дојден во Пилскиот град, каде што Милчо Манчевски ги снимаше неговите филмови, но за разлика од неговите филмови, артистите кои што игра во неговите филмови, овдека во ова документарна репортажа, нема сценарио напишано, нема сценографија, нема посебен режисер, нема актери главни улоги споредни, сценариото, сценографијата, режисерството на ова документарна емисија го смислија, го подготвија и го реализира мештаните од селото Штавица. Ова е стварно една играна, така да речам, серија, односно играна репортажа од историското битисување на ова село, кој што мештаните од ова село ми го раскажа во овој документарен запис, во две продолженија, а сето тоа што е снимано, почитувани мои, предлагам да го проследите во оваа документарна репортажа во 3 продолженија, а може би се прашувате зашто во 3 продолженија. Првото е за самото село Штавица, второто е за филмскиот град на селото Штавица, а третото е за многовековната црква, чие име го носија воедно и патрон на ова село. Тоа е рожденство на Пресвета Богородица, чии адети и традиции овдека во ова село се негуваат од генерација на генерација и се пренесуваат од генерација на генерација на младата генерација од селото Штавица, кои што се дел од македонскиот народ, кој што овој македонски народ живее со векови на ова парче земја кој што се вика, што мене се нарекува Македонија, за да не остане покриено од правта на заборавот и да остане во колективната меморија на македонскиот народ, од каде им се корените и да запаметат и тоа да упренесуваат на нивните потомци кои што ќе доаѓаат и по нас и по нив. Не набрекол, гледајте и уживајте. Да сте здрави живи.